фактот дека после локалните избори ВМРО ДПМН сака да одржи тензијата на таа победа, изедначувајќи ги со парламентарни, па дури и со преседателски избори. Значи, дека е тоа. Меѓутоа има една, за мене многу сериозна и дури би рекол и опасна работа, што овој референдум, иако тоа јавно не се кажува и од двете политички партии, е насочен на еднонационална основа, значи македонците да гласат. И на нив не им е многу важно дали тој ќе успее. Тие знаат дека тој референдум нема да успее. Важно е да имаат негде околу 500-600 илјади гласа. Колку што имаше референдумот во 2018. Да, 650.000 гласа имаше референдумот, што беше тоа и не успеа бидејќи имаше бојкот. Во овој случај сигурно пак би имал некој бојкот или би имало некаков отпор бидејќи се работи за европска перспектива. Значи тука не влегувам само во партиските односи. Така. Таквиот еднонационален референдум е сериозен подривачки факт во државата кој може да направи големи штети бидејќи се смета дека потоа по изборите пак ќе се одржува со референдумот тензија и ќе добијат негде 400-500 гласови само во тие две партии или главно во ВМРО, што е многу голема победа. Тоа е таквата математика направена дома, нели домаше не се. Затоа мислам дека со тоа не треба да се игра, бидејќи тие што викаат дека тоа е криење зад народот, во овој случај криење зад македонците, што би нанело голема штета на државата и замислите, јас во една прилика и тоа го кажав некаде, што би било кога би направиле бугарите референдум. Тамо преку 80% би биле да не добиеме право на преговори, да продолжи ветото. Сега ветото е симнато.